Што значи овој празник за христијаните? Ова е последната недела, така да наречем, последната недела или веќе почетокот на постот од тие подготвителните недели, кои што ни престојат за наредните денови кои што идат. Значи се подготвуваме веќе за Великденскиот пост, односно за тој великиот или големиот пост, кој што ни предходи, за да можеме така да го дочекаме тоа наше торжествено воскресение, односно воскресението на Господ Исус Христос или Великден по нашо. Самиот ден, како недела, светите отци ја нарекуваат и неделата на простувањето, односно по наша прочка, кој што задира со длабоки корени, односно што почетокот на христијанството, веќе кога се основани сите тие богослужени, светите отци, земајќи го во предвод нашиот заборав, ајде така да се изречем, нашиот заборав, ја определиле оваа седница како недела на простувањето, односно се со цел за наше подсетување, дека ова навистина треба да го правиме секој ден од нашите животи. Инаку самото простување или самата недела се темели на зборовите кои што Господ Исус Христос, кои што ги слушнавме од Светото Евангелие, на Светото Евангелие на литургијата, каде што се вели: ако сакате Господ Бог да ви ги прости вашите гревови, тогаш отидете првин вие и простете ги гревовите на вашите должници, односно на тие кои што сме им сгрешиле. И во тоа е големината и во тоа е суштината на нашиот христијански живот, односно на нашиот православен живот. Значи се потекнува од простувањето или се со цел да се истргне тој наш егоцентризам или егоцентричност, а да се доведе до христоцентричност, односно да Христос да го всадиме во нашите срца. И сега големината на простувањето знаеме дека и од наше лично искуство можеме тоа да го потврдиме, дека човекот речиси секогаш сам себе си се оправдува речиси за сите своји постапки и дела кои што ги прави. Меѓутоа пак, како што велат старите, односно добрината речиси никој не ја памти тој што му е направено, меѓутоа ако ти направи некој зло, тоаш навистина многу ќе го памтиш. И суштината е токму во тоа, токму во барањето на прошката, и затоа и Христос пред сето тоа го става на прво место. И самиот тој вели, доколку вели отидете во црква или во храмот Божи или пред жртвеникот Господов, и однесете вели нешто за како дар пред него, па независно дали е тоа во денешно време, дали свеќа, дали зејтин, дали што и да било. И вели во моментот кога пристапите пред вратата на храмот, односно на црквата, и ви текне дека на некого нешто сте му сгрешиле, тогаш вели оставете се што носите како дар, отидете првин побарајте прошка на оној на кого што сте му сгрешиле, па подоцна вели дојдете и принесете го дарот. Затоа што всуштност ние така и се молиме. И во молитвата на Оче наш, кој што Господ Исус Христос ја кажува, вели: Господи, прости ни ги долговите наши, како што ние им ги простуваме на нашите должници. Тоа е како едно своевидно подсетување на онаа што навистина ние како треба да живееме, односно како Христос да го всадиме внатре во нашите срца и како да истргнеме таа егоцентричност која што постои внатре во нас. И сето тоа да го замениме со љубов, односно со христоцентричност, а знаеме дека љубовта како таква секогаш мора да постои кон второ лице, односно љубовта кон Господа, љубовта кон човекот. И затоа и Христос сака да ни покаже дека тоа е начинот на кој што ние ќе се спасиме, преку љубовта кон ближните наши. Меѓутоа, никогаш како љубовта кон самите себе си. Значи, тоа љубовта кон самите себе си и во текот на историјата е наречена егоизам, а егоизамот никогаш не е во позитивна смисла сватен, туку секогаш е во негативна смисла сватен. И токму во тоа е и суштината на оваа недела, значи предходно да се измириме со сите наши ближни, да побараме прошка и да ни биде простено, и веќе да можеме да почнеме така барем од тој степен, односно со тој чекор, со тој прв чекор, да почнеме да се молиме, односно да почнеме да постиме, а преку постот, преку молитвата да си дојдеме и до смирение, да си дојдеме и до трпение и до сите тие добродетели кои што би ја краселе нашата душа, односно би го краселе целиот наш секупен живот. Сега би ви кажал еден пример кој што се случил таму недавно во некој манастир, посебно за простувањето и за барањето на прошка. Живеле двајца монаси и биле многу добри пријатели во еден манастир,
Меѓутоа, ете, дошло времето, нешто се спречкале, за нешто се испокарале и дури рече се целиот живот веќе не зборувале и си го држеле тоа за себе. Меѓутоа, на едниот од нив, на Тит и Евергий се викале, на Тит, ете, му дошло времето, паднал тешко болен човекот и дури дошол до смртна постела. Меѓутоа, пред да почине, му текнало на неговиот брат Евергий, се помолил на Господа, ете, простил и побарал прошка од Господа, меѓутоа првенствено сакал да се измири со него. Браќата монаси се што не направиле во текот на нивните животи да ги измират, меѓутоа не успеале во тоа. И тој ден ете го повикале, го побарал Евергий за да дојде. Отишле браќата, го викнале, тој дошол. И тој почнал со солзи во очите да му бара прошка за сето онакое што го направиле, за сето онакое што тие денови кои што ги поминале, така во гнев, во немири, во непријателство еден помеѓу друг. И му рекол, брате, прости ми. Меѓутоа, Евергий во тој момент се завртел со грбот на кај него и му рекол, јас тебе никогаш нема да ти простам, ниту на овој свет, ниту на оној свет. Во истиот момент, по некој си чудо Господово, ете како работи Господ, по некој си чудо Господово, Евергий паднал ничком на земја и починал на лице место. А Тит, кој што лежал во постел, бил излекуван и станал и пак го фалел Господа. Тоа ни е еден пример за тоа како ние навистина треба да постапуваме како православни христијани и како навистина треба да бараме прошка од нашите ближни. Понекогаш ете баш водени од тој наш егоцентризам или од тој наш егоизам. Понекогаш или сме свесни или не сме свесни дека сме му сгрешиле на некого. Меѓутоа пак секогаш сме свесни дека некој ни сгрешил. Значи секогаш тоа повеќе го памтиме. Ако веќе, и затоа е потребно да го молиме Господа за покаяние. За покаяние се со цел, значи за да не ги отвори тие духовни очи, затоа што ние понекогаш не сме ни свесни, ниту гледаме. Или пак, ете, тоа го знаеме, меѓутоа немаме сознание за него и не сме свесни за тежината на гревот кој што сме нанели, на вредата кој што сме му нанеле на нашиот ближен. Меѓутоа пак тој другиот што од другата страна е свесен за таа тежина и можеби го чека или го очекува тоа наше барање на прошка за да може да прости. И сето тоа навистина доведува до едно просветлување или она кој што ете претходната недела го учествувавме неделата на блудниот син. Значи она е тоа суштествениот момент каде што се вели кога дојде на себе си. Односно, доаѓањето на себе си, всушност, согледувањето на себе си, каков си, што си направил, до кај си, што можеш, зошто си. И на сите тие прашања на кои што навистина имаш одговор веќе. И кога сето тоа ќе го согледаме, тогаш ете по благодат Господова, затоа што покаянието е нешто кое што навистина треба од Господа да го бараме. Го бараме преку молитвата, за да Господ Бог ете преку благодат ни го отвори сето тоа. Затоа што пак ѓаволот или самите искушени од друга страна, самите тие ни ги затвараат и очите, и умот, и срцето и не можеме да ги согледаме тие работи, се доколку не го измолиме тоа од Бога, измолувајќи го од Бога, тогаш ни се отвараат очите, се согледуваме себе си и тогаш веќе знаеме што да бараме од нашиот ближен, односно каде сме му сгрешили и како сме му сгрешили. И како што велат светите отци, доколку тоа го направите, тогаш полесно е некого да му простиш, отколку да побараш прошка. Сите сме ние свесни за тоа. Многу тешко човек подава рака во денешно време посебно, но и тоа пак затоа ете црквата е тука, токму на овој денешен ден, денот неделата на простувањето, како еден подсетник да ни направи едно сеопшто така простување. Меѓутоа и тоа простување пак нека биде со чисто срце, со чисто душа, со чист разум, со чист ум и од длабочините на нашата душа. Нека не биде само така провизорно или да кажеме провидно, односно како адет, ајде да помине, прости ми, нека ти биде простено, туку сепак нека биде од длабочините на нашите души и навистина да отидеме кај оние на кого што навистина сме им сгрешиле, за да добиеме прошка. Не кажавте доста обичаи, но ете нешто што вие би го издвоиле како оние посебни обичаи што треба да ги направи секој поединец, да дојде во црква во недела, оние размени на портокали и лимони, што значуваат? Што значува сето тоа? Големината на сето тоа е, како што и претходно многу пати сме рекле, дека литургијата е она суштественото или заедничарењето на секој еден од нас.
И сега и присуството, како што вели самиот Христос, како што претходно кажавме, ако на некого нешто сме му сгрешиле, подобро остави го тоа пред црквата, отиди побарај прошка, па дојди на литургија. И сега, значи претходно веќе ние треба да бидеме опростени, затоа што заедничарењето на литургијата е токму соединувањето со Христос, од кого што со сите, мислам, кои што сите ние заедно се соединуваме со него преку причеста. Соединувањето преку Христа не прави единствени во верата Христови, единствени со него. Меѓутоа, за да бидеме единствени со него, навистина ние треба и така да се однесуваме, односно така и да живееме. Живеењето на вистинскиот православни христијанин е токму преку подавањето на рака, токму преку простувањето, токму преку милосрдието, преку љубовта која што треба да чувствуваме секогаш еден спрема друг. И обичаите кои што проникнуваат, ајде условно да ги кажеме за време на овие денови или овие празници кои што се практикуваат, е подавање, односно давање на некој дар. Те молам, еве ти нешто, прости ми за зашто ти направи. Меѓутоа пак, како што кажав претходно, нека тоа не биде само една символика на простување, туку поголемо суштествено значење ќе има доколку навистина тоа го мислиме од нашите срци, од нашите души. И навистина тоа не биде само адет кој што така треба да го практикуваме. Туку нека биде настан кој што ќе не потсетува дека сето тоа треба да го правиме секојдневно. Како што вели светиот апостол Павле, гневот ваш, вели, нека не го дочека заидувањето на сонцето. Односно, во смисла, се што сме направиле денес, да отидеме да побараме прошка, да Господ Бог ни ги прости и нашите гревови, се што сме направиле, за да можеме да добиеме мирен и спокоен сон. А наредниот ден пак да продолжиме однов. И во тоа е големината, и во тоа е суштината на православниот христијани. Секогаш гледа со добро, секогаш гледа со ljubов. И секогаш треба да го истиснуваме она внатрешното наше јас. Туку секогаш треба да гледаме на другото јас. Односно, како што вели светиот апостол за светиот Јован Златоуст, твоето јас да го примиш, своето јас да го дадеш на друго јас и другото јас да го примиш како свое јас. Во тоа е големината и во тоа е суштината на православниот христијани и во тоа е и самата суштина на неговиот живот. Знаеме дека сите ние овдека на земјата сме дојденци, како наемници. И ништо од ова овде што го гледаме не ни припаѓа на нас. Се ни е по благодат Господово дадено, вклучувајќи го тука и нашиот живот, и нашето тело, вклучувајќи го тука и се што не обкружува. И вселената, и сонцето, и земјата, и трвјата, и природата, и се она материјално. Затоа што непобитен факт е дека ништо ниту денесуваме ние во овој свет, ниту пак си носиме од овој свет. Идеме такви какви што сме, си одиме такви какви што сме, меѓутоа носиме едни работи кои што задират многу длабоко во нашите души, а тоа се оние работи кои што навистина можат да ја зацрнат нашата душа. А тоа се дали лошите дела, дали добродетелите, дали омразата, дали љубовта, и секогаш сме на избор. А изборот е токму од слободната волја која што Господ Бог му дал на човекот. И секогаш сме тука и овој наш живот е всушност онаа кој што е. Онаа кој што навистина треба да го заслужиме. Секој еден од нас е создаден за Царството Небесно како вечен. И тој вечен живот треба да се соединиме со Христа за да бидеме како Него. Меѓутоа, за да се соединиме со Христа, навистина треба да бидеме како Него. И затоа и светите отци велат дека секогаш кога ќе дојдете до искушение, некој си поголемо или помало, независно како и да е, секогаш вели поставувајте си го прашањето како Христос би постапил сега во овој даден момент. Дали вака или вака? И како јас да постапам во овој момент? Дали она кој што јас ќе го направам ќе му биде угодно на Христа? Дали она или нема да му биде угодно на Христа? Дали делото кое што го правам јас би го направил Христос? И ако навистина секогаш така си ги поставуваме тие прашања, навистина на тој начин ќе се соединиме со Христос. И ќе бидеме како што велеше светиот апостол Павле, јас веќе не живеам, туку Христос живее внатре во мене. И ете ти го Царството Небесно. И ете ни вечноста, и ете ни го блаженството, и ете ни го рајот, и ете ни ги сите убави нешта. Меѓутоа, ако продолжиме со нашиот егоцентризам, ако продолжиме со она дека се е од нас, се сме ние, се ова е наше, се соединуваме со сето тоа материјално, трчаме по некои си материјални добра и сите тие останати работи кои што навистина се вештествени, односно имаат век на трајање. Меѓутоа добродетелите и сите тие останати добри дела кои што човекот ќе ги направи, меѓутоа пак и лошите остануваат внатре во човекот запаметени. И затоа секогаш треба да се трудиме колку што можеме да се трудиме
да ги исполнуваме тие Христови заповеди, да се трудиме да одиме по патот Христов, како што и самиот тој рече, јаремот му е благ, вели, меѓутоа пак, ете, тежината на животот или Царството Небесно се добива со сила, меѓутоа и со мак. И што вели, широк е патот и широки се портите кои што водат кон пропаст, меѓутоа тесен и трнлив е патот кој што води кон Царството Небесно. И тој баш тесниот и трнлив пат е токму оној пат кој што Господ Исус Христос нас ни го покаже, кој што ете на кој што пат ќе си спомнуваме, значи за овие 47 дена за времето на великденските пости. Ќе си спомнуваме за оние 40 дена кои што Господ Исус Христос во пост и во молитва ги проведе во пустината. Ќе си спомнуваме за искушенијата од сатаната кој што му ги даде на него, затоа што сепак и тие искушенија се всушност и денешниве наши искушенија. Тука се искушенијата за славолюбието, за страстолюбието, за чревоугодието и сите тие останати работи кои што треба да ги победуваме. Како што Христос ги отфрли во пустината од сатаната, така и ние треба да ги отфрламе и да ги одбегнуваме. Тука е и молитвата која што секогаш треба да биде пропратена, значи со покајанието. Тука е и постот кој што е како средство и кој што си има своја цел за наше очистување, за наше преобразување, за наше смирение, за наше трпение и за сите тие останати работи кои што ќе не красат нас како личности. Како Македонската православна црква ќе одбележи прочка во недела? Што ќе се случува во недела во Велес? Вака ќе почнеме со литургија, божествена литургија, на која што ќе починува началство нашиот владика, Повардарскиот митрополит Агат Ангел. По завршувањето на литургијата ќе се отслужи вечерната богослужба, со која што вечерна богослужба веќе почнуваат и деновите на постот. И веднаш после тоа ќе се направи тој обичај на сеопшто простување, каде што нашите верници, значи, ќе можеме да се опростиме еден со друг, да си побараме прошка на сите кои што ни сгрешиле да им простиме, на сите кои што сме им сгрешиле да ни простат. И на тој начин ете и ние чисти и со чисти срца да можеме да го почнеме постот. Литургијата ќе почне некаде околу 8 часот. Ете, повикани се сите православни христијани. Нека дојдат да се опростиме. Нека дојдат да се опростиме. Нека Господ Бог ни ги прости и нашите гревови, меѓутоа како што вели во молитвата Оче наш, како што ние им ги простуваме на нашите должници. Значи ако ние им простиме, тоа и Господ ќе ни прости. И навистина тоа можеби така звучи, меѓутоа навистина така е, како сакаш да прават луѓето со тебе, така прави и ти со луѓето. Така вели Христос. Доколку сакаш да ти прават добрини, прави им добрини. На тој начин вели ќе ги поучиш и нив како треба, а на тој начин и поубаво ќе живеете.